Алармантна е состојбата со сметот на бреговите на Вардар. Најлошо е во близина на железен мост. Таму бреговите на реката се претворени во вистински депонии. Надлежните велат дека се свесни за сериозноста на ситуацијата. Често таму се прават контроли, но засега не го даваат посакуваниот резултат. Градоначалникот најави воведување на редарска служба. Ќе се вработат лица кои ќе внимаваат токму на фрлањето на смет. Прво ќе ги опоменуваат граѓаните, а потоа ќе пишуваат и казни. Чадиев смета дека треба да се подигне свеста кај населението за да се спречи оваа појава. Затоа ги повика еколошките друштва на поголема соработка. Ги повикам на соработка еколошките друштва. Можам да кажам дека не сум задоволен од начинот на кој се работуваме во моментов, за да ја подигнеме свеста кај граѓаните што може на повисоко ниво. Меѓутоа, за жал, не се дешава истото и самиот град. И граѓаните се свесни за оваа ситуација. Голем дел од нив секојдневно поминуваат во близина и ја гледаат лошата слика. Не убава работа. Ние имаше порано континер тука, сега изместен, кај го однесо, што го однесо, не знам. Е потребен коментар, мислам не личи на ништо. Личи, за ништо, да кажат, најгнасно. Оние, друго што ќе личи. Тука имаше континер и го изфрли, они па тука фрлаат. У Германија нема закон, има казни големи. Ако те пана да го направиш тоа, ти знаеш колку си платиш. Според увидот кој го направиле надлежните, лоша е сликата на неколку локации во градот, затоа се планира генерално чистење. Ќе направиме една акција во следниот месец на генерално чистење во март, крајот на март, почетокот на април, пред великденските денови, генерално чистење на околината на бреговите на речните корити на езерото. Генерално чистење на бреговите на реката Вардар последен пат имаше пред 2 години. Осумнаесет милиони жители на планетата Земја годишно умираат од срцеви заболувања. Светската здравствена организација предупредува дека оваа бројка за кратко ќе се искачи на 25 милиони луѓе. Состојбата е загрижувачка, алармираат лекарите. Кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смртност кај населението. Статистичките податоци покажуваат дека во Македонија на 10.000 граѓани годишно од срце умираат 570, што е најмногу во споредба со соседните земји. Во Велес пак дури 18.000 граѓани се со висок крвен притисок, најголемиот причинител за срцев удар. 18.000 граѓани на Велес и околината имаат хипертензија. Значи, ако го земете бројот колку е 50.000 согласно па рачунајте, значи тој 18.000 колку луѓе заболуваат. Она што загрижува, тоа е што границата, старосната граница се померува према помлади возрасти. Па порано беше непојмливо да човек на 30 години има инфаркт. Сега е нормално, се случува. Да се намали оваа алармантна бројка и превентивно да се делува врз сопственото здравје е целта на кампањата што и годинава Општинската организација на Црвен крст ја реализира во неделата посветена на борба против срцевите заболувања. Преку низа активности и предавања ќе се учат велешани како да го заштитат своето здравје. Прима и ултима тенденција на оваа недела е токму да се делува превентивно кај луѓето во однос на начинот на исхрана, во однос на спортувањето пред се, од каде што го користиме и заштитното лице и нормално да се спречи пушењето. За прв пат годинава кампањата доби и заштитно лице кој друг ако не фудбалерот Панча Ќумбев им порача на велешани без пороци, со здрава исхрана и спортување до долг живот. Се надевам дека нашата свест ќе развиеме на повисоко ниво и дека младите што доаѓаат ќе бидат свесни преку вакви акции, ќе дознаат дека ако здраво се храниме, здраво живееме, спортуваме, ќе живееме подолго. Честни уште наш доктори и јас ставам на располагање во сите ваши акции тука да помогнам колку можам. Како дел од кампањата, в сабота во Младинскиот парк под младокот на Црвениот крст ќе дели флаери и балони во форма на срце. Технолошко-техничкиот факултет го издаде првиот број на сопствениот информатор. Во весникот, отпечатен на 40 страници, се презентирани активности кои ги реализирала високообразовната институција. Гласилото е насловено ТТФ Инфо. Во неговата подготовка учествува раководството на факултетот и студентскиот парламент. Беше направен тим од 5 студенти и беа вклучени деканот и продеканот за наука.
беше направен концепт, значи кои содржини да бидат метнати и наставниот кадар, односно професорите кои беа вклучени во тимот, има обврска да со нивните колеги да разговарат, оној дел што го спомнав, значи учество во информаторот на наставниот кадар и да пренесат дел од нивната научно-истражувачка работа, а студентите има задача, значи да ги сублимираат активностите на студентскиот парламент и да извршат разговор сите оние студенти кои што биле дел од програми за мобилност, надпревари, конгреси, значи или оние колеги кои што по дипломирањето се вработиле. Информаторот на Технолошко-техничкиот факултет е предвидено да излегува 2 пати годишно. Во него ќе се објавуваат сите активности по завршувањето на секој семестар. Освен во печатена форма, ќе може да се прегледува и на интернет. Весникот е поделен во 2 дела. Објавени се проекти реализирани од факултетот и студентскиот парламент. Се презентирани сите реализирани активности на факултетот и студентскиот парламент во претходниот семестар, склучените соработки со организации, институции и бизнис заедницата. Студентите кои биле дел од програмите за студентска мобилност, потоа студентите кои учествувале на надпревари, конгреси, оние кои што дипломирали се работно ангажирани, може преку овој информатор да ги пренесат своите искуства на своите колеги и по широката јавност. А дел од информаторот е отстапен за наставниот кадар, на тој начин студентите ќе може да се запознаат со нивната научно-истражувачка работа. Технолошко-техничкиот факултет во Велес работи веќе 5 години. Дел е од Универзитетот Свети Климент Охридски. Дисперзирани студии нуди во градовите Битола и Кичево. До сега на овој факултет се запишани над 1000 студенти. Инаку од неодамна факултетот доби и нови простории, сместен е во поранешниот хотел Вила Зора. Освен поголем број предавални, сега овде се сместени и неопходните лаборатории. Незавидна е ситуацијата во фудбалскиот клуб Борец. Управата денеска јавно проговори дека клубот има големи долгови кон Фудбалската федерација на Македонија, кои мора да се платат до 26 февруари. Во спротивно, можно е да не добијат дозвола за настап во пролетната полусезона. Борец има неплатена казна, жолти и црвени картони и неиспратен од СЕДЕ од еден надпревар за што должи 195.000 денари, но освен овие, клубот не ги подмирил и трошоците за храна во еден угостителски објект, за превоз и престој на фудбалерите кои се од други градови. Вкупниот долг на Борец е околу 300.000 денари. 195.000 денари треба во Федерација да уплатиме заклучно со 26 февруари. Tot крајот на месецот ми рекоа, меѓутоа, ако не ги уплатиме нема да игра Борец. Ако Борец беше 0 и го направив да биде од трета во втора лига, сега сме 2 метра испод 0. Прво со давачките зборам. Зашто тука не се и другите давачки кои што секојдневно идат по нас. Од клубот вела дека добиле ветување за помош од локалната самоуправа, но побараа и од бизнис заедницата. Вела дека новата управа ќе работи отчетно и транспарентно, точно ќе се знае каде оди секој денар. Знаеме да учествуваме повеќе луѓе, да не оди на товар на еден човек. Мислам околу оваа финансии, тоа е најважното прашање што ние треба да си го завртиме стварно. Да тргнеме по градов, да ги земеме тие луѓе, да не слушнат, да видат дека овој клуб му треба помош. Тој не е мој клуб, тој не е на Олгица, тој не е само ваш, тој е на цел Велес. Борец претрпе доста кадровски промени во зимскиот период. Освен нова управа, има големи измени во играчкиот кадар. Во клубот останаа речиси сите играчи кои потекнуваат од Велес, а заминаа повеќето од фудбалерите кои беа донесени како засилување од други клубови, но не ги исполнија очекувањата. Во меѓувреме, Борец го засилија 4 играчи за кои што првичните информации говорат дека се доста квалитетни и многу ќе помогне да се оствари целта опстанок во втората фудбалска лига. Нов и неочекуван проблем кој го има управата пред стартот на полусезоната е недостиг на опрема за фудбалерите. Немаме ниту опрема, ниту копачки, ниту фудбали, ниту тренерки. Сето тоа го имавме на лагер од неколку комплета, меѓутоа тоа го затекнавме. Тоа го направивме со примопреда. Тренинзите на Борец засега ги водат Панче Нанев и Ивица Чакаров, но можно е во наредниот период на клупата да седне и некое познато тренерско име.